Македонски медиа сервис mms.mk. Ние имавме брифинг вчера, представници на партиското раководство на СДСМ, заменик председателката Шекеринска, членот на извршниот одбор, членката на извршниот одбор Рената Десковска, меѓународниот секретар на партијата и носителот на изборната единица број 1, Бојан Маричич и Никола Димитров, има детална и обсежна комуникација и разговор со представниците на меѓународните организации. Сите факти се на наша страна. Не станува збор за одење на избори со или без опозиција. Станува збор за одење на избори тогаш кога условите тоа го дозволуваат и тогаш кога тоа е одговорно и уредбата и законот и уставот се јасни дека изборите се 22 дена по прекинот на вонредната состојба. За да има нова вонредна состојба треба да има дебело образложение зошто државата се држи уште во таква состојба. Аргументите и фактите се знаат, се добија повратните информации од ТОПСЕ дека ќе обезбедат мисија и ќе распределат мисијата во државата, тогаш кога ќе кажеме кој е датумот на изборите. Државната изборна комисија ги има разработено сите постапки. Председателот на Државната изборна комисија на неколку пати подпишува документи, заклучоци и одлуки со кои што се потврдува дека сите преземени действија се важни, а тоа значи дека и ВМРО ДПМН на гласачкото ливче ги има своите кандидати, се знае на кој број ќе бидат, целокупните постапки околу изборниот процес се завршени и тие само треба да се заокружат сега во овој период. И јасно е дека сите аргументи, сите факти од демократски аспект, од економски аспект, од здравствен аспект водат кон тоа дека најодговорно изборите да се одржат сега кога короната, вирусот, пандемијата е ставена во најголем дел под контрола и сите тие факти, аргументи ние на неколку пати и на две лидерски средби, но и на средбата со меѓународните организации е веќе разговарана, исто така и со амбасадите на брифингот вчера, и има целосно разбирање за аргументацијата која што е на маса, која што ги имаме како факти и аргументи, дека навистина заради заштита на здравјето на граѓаните пред се изборите треба да се одржат во првиот можен рок. И тоа се случува и во останатите земји во регионот, гледаме дека и Франција ги закажува изборите, и Србија, и Хрватска, така да мислам дека апсолутно нема никаков аргумент да или право или можност да се спречува, да се спречи граѓаните да го обноват легитимитетот и да го пренесат преку правото на избор на новиот парламент, на новите пратеници, представници на граѓаните, со што би имале функционално собрание, би имале политичка влада, која што целосно ќе се справува со сите предизвици. Така да ние цврсто се држиме до фактите и аргументите и тие објаснувања и разговори се направени и со меѓународните представници, а неколку пати веќе гледате дека се одржуваат на истите теми лидерски средби и сите факти и аргументи се на страната на одржувањето на избори во прв можен рок, а тоа е пред се заради справувањето со здравствената криза од страна на функционален парламент и на политичка влада. Како во вакви услови и денеска имаме 20 ново заболени, еден починат, ќе одите од врата до врата, бидејќи една од опциите, сите вие што сте присутни, ќе биде и тој начин на представување. Комисијата за заразни болести ги има дефинирано и протоколите кои што се однесуваат на тоа како ќе изгледа предизборната кампања и како ќе изгледа изборниот ден. Ние како кандидати и како учесници во кампањата само ќе се построиме по протоколите кои што ќе ги дефинираат здравствените авторитети и комисијата во која што граѓаните влеваат огромна доверба за начинот на кој што државата токму преку одлуките, препораките и мерките на самата комисија одлично се справи со оваа криза. И тие признанија стигаат од сите страни. И ние начинот на организирање на кампања ќе го прилагодиме на сите препораки и на сите мерки.
Тоа значи нема митинзи, тоа значи нема групни собирања, ќе ги користиме сите дигитални алатки, онлайн комуникација, телефонско јавување и контакт на кандидатите за пратеници со граѓаните, начинот на кој што ќе биде дозволен врата до врата или било кој друг облик на кампања, секако внимателно ќе пристапиме, почитувајќи ги сите протоколи за дистанца, растојание, како што и денеска сме тука, како што и сите други средби со станоци ги организираме, ние целосно ќе ги почитуваме мерките кои што се утврдени или дополнително ќе бидат утврдени од Комисијата за заразни болести, од Државната изборна комисија за начинот на организирање на предизборната кампања и за начинот на организирање на денот на изборите. Само она што е дозволено, она што не е воопшто на штета на јавното здравје и на граѓаните, само тој дел на кампања ќе го применуваме. Секако дека ќе имаме пропаганден материјал, ќе ја дистрибуираме нашата програма, нашите флаери до разни целни групи, она што веќе сме го затвориле во нашата изборна програма, ќе избегнуваме физички контакти, меѓутоа ќе ги користиме сите дозволени алатки кои што како нов вид на организирање на кампања може да ги водиме. Впрочем, кога и да се изборите, ние мора да се навикнеме на ова ново секојдневие. Ние мора да научиме да живееме со вирусот и тоа е насока и тоа е препорака која што доаѓа и од Светската здравствена организација и од домашните здравствени авторитети. Сигурно дека мерките и во наредните месеци мора да се почитуваат. Можеби за наредните локални избори. Дај Боже што повргу да ставиме крај целосен на ова пандемија и на вирусот, меѓутоа сите велат дека се додека не се стекне имунитет и се додека не се дојде до вакцина, ние мора да научиме да живееме со ова работа, но тоа не значи дека можеме државата да ја водиме кон нова криза, тоа не значи дека можеме да имаме држава која што до септември ќе биде без парламент, ќе биде со техничка влада или ќе се одземе правото на граѓаните да одлучуваат. Затоа сметаме дека сега, кога состојбата е под контрола, треба да се одржат изборите, пред се заради заштита на здравјето на граѓаните. Да, и бидејќи потечат последните 7 дена од вонредната состојба, ќе има ли нова лидерска средба, има ли неформални ваши разговори со ВМРО-ДПМНЕ? Не, лидерските средби беа на барање на ВМРО-ДПМНЕ и на Христијан Мицковски и на истите лидерски средби на кои што присуствував, ВМРО-ДПМНЕ многу неодговорно и незрело се однесуваше и се постави, одолговлекувајќи ги постојано и со станоците и средбите, купувајќи време, се на штета на македонското здравство, се на штета на македонската економија и на штета на сите наши граѓани. Она што беше побарано, а тоа е писмо од Државната изборна комисија, писмо од ОПСЕ и од Комисијата за заразни болести, се во прилог на организирањето на избори тогаш кога тоа е најдобро можно, во прв можен рок, и ќе повторам повторно заради справувањето со кризата и здравјето на граѓаните. Така да јасна е уредбата дека по завршувањето на вонредната состојба започнуваат да течат роковите кои што се запрени. Изборите се закажани многу одамна, ние сме се согласиле на таа работа, сите политички чинители, ВМРО-ДПМНЕ влезе во техничка влада, гласаше за распуштање на парламентот, има министер во таа техничка влада. Таа техничка влада е за организирање на изборите, не е политичка да направиме разлика. Поднеле кандидатски листи, влечеле бројче, буквално изборните действија се застанати во моментот на заклучување на избирачкиот список. И веднаш по завршувањето на вонредната состојба, без оглед на исходот кој што гледаме дека го нема, ние секако како коалиција и како одговорни чинители сме за разговори и за консензус. Но доколку тој го нема, изборите ќе бидат на 22 дена по завршувањето на самата вонредна состојба. Македонски медиа сервис. mms.mk